Здраво, ова е 305-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е The Iron Claw од Шон Дуркин, во кој станува збор за подемот и падот на браќата Кетчери од семејството Вон Ерих, кои имале аспирации во компетитивниот боречки свет во 80-тите години на минатиот век да се доближат не само до титулата американски боречки шампион, туку и да имаат удел во зацементирањето на нивното име во аналите на боречкиот спорт, правејќи го вековито и бесмртно. Таткото Фриц, глумен од Холт Мекалани, е патриархот за кого оваа болна аспирација живот значи и ја наметнува да биде водилка во професионалната определба на неговите деца, кои по цена нивните животи мора да станат кетчери, цена која секој од нив ќе ја плати со незадоволството од овој наметнат животен избор, завршувајќи со самоубиство. Сите, освен Кевин, глумен од Зек Ефрон, кој ќе биде сведок на изгаснувањето на животната светлина на Дейвид, Кери и Майк, глумени од Харис Дикинсон, Джереми Ален Уајт и Стенли Симонс. Робусниот татко Фриц има тенденција да ги наметне неговите мерила врз децата, без разлика дали мајки е музичар и сака да продолжи да свири во рок-н-рол бендот со пријателите, или Кери е атлетичар, односно фрлач на диск, а не кетчер. Тој има интенција од своите потомци да направи армија на борачи, кои ќе ги достигнат неговите проектирани сни, кои тој бил неспособен да ги допре, што се разбира дека е знак на лошо родителствување и ќе резултира во нивно повредување. Под реперкусиите на пркосењето на неговата волја или демонстрирање на бунтовнички негодувања, не само што ќе предизвика разочарување кај него, туку тоа незадоволство може да заврши со бркање на децата на улица, па тоа може и да им го спаси животот во крајна мера и се избегнат прангиите на условно кажано клетвата. Сопругата на Фриц е неслушлива нота, која ќе сподели круцијална предложка за минатото на Фриц, до кое во спротивно не би имале пристап, а се однесува на неговиот музички талент, од кој се откажува за да се бори, не баре бил сосема поразличен, посентиментален човек од безчувствителната грамада на која сведочиме во филмот, што може би е само нејзина проекција или навистина борбата за екзистенција направила од него безобзирен тврд орев. Како да не, личен е изборот да се нема разбирање за другите. За еден артхаус филм содржи впечатливи и восхитувачки акциони секвенции во ринг, меѓутоа не смее да се занемари и сензитивната страна на делото, во која Кевин се обидува, најчесто неуспешно, да стапи во споделување на емоционалните јадежи со неговите браќа, но кажаното доцна резонира со него. Не е виновен тој што неговиот животен ментор не вградил систем за емпатија и разбирање, кој самиот го нема, за да допре до емоционалната длабочина. Не знам колку е целисходно човек да се обземе со помислата дека постоечка е клетвата на фамилијата Вон Ерих. Знаеме што се случи со ликот на Нейтан Филдер во ТВ серијата The Curse, кој исто така беше обземен од таа помисла, но во оваа поставеност на наметнатата туѓа волја, децата ги плаќаат долговите на родителите. Кевин сака да биде неодвоив дел од своите браќа и затоа последната сцена е трогателна, кога неговите деца се нафаќаат да бидат субститут за неговите браќа, кои, како што можевме да забележиме во рамки на некаква јудео-христијанска проекција на задгробен живот, беа заедно. Во секој случај, Кевин е форсиран да развие мускули по секоја цена, заборавајќи да ги вежба срцето и мозокот. Очекуваниот успех од сите деца умее да биде неподнослив товар за нив, а Кевин заситен е со дополнителни комплекси кои му се набиени од таткото, кој, кога ќе се огледа дека нема да може да посегне по титулата, го става во резервниот тим и ги фаворизира помладите браќа наместо него, што раѓа нови емоционални чирови за него. Има една прекрасна сцена која дава едно многу прецизно образложение во поглед на инсценирањето на кетчерските борби, каде Кевин навлегува во подробностите на боречката индустрија, односно ја паралелизира со секоја друга професија во која секој се обидува да оди вертикално во хиерархијата, аналогизирајќи го унапредувањето со искачување на подиум, но во таа борба за успех има многу агонија, предизвикана од самата федерација, која сепак одлучува од чија популарност има најголем бенефит, што истовремено знае да предизвика многу разочарувања, болка и повреди, па затоа оваа елаборација на императивите знае да внесе нишка на универзална разбирливост во делото.
Признавам дека не сум бил запознаен со оваа славна боречка фамилија во 80-тите, затоа што јас ја затекнав генерацијата на борачи од 90-тите, односно времето на Ренди Севич и Undertaker, а првпат со страст за нив го слушнав во едно интервју како говори Метју Меконахи, кој растал со славниот воспех за нивните борби во Тексас, каде се прикажани како рок звезди, каде и да се бореле, посочувајќи го нивниот гимик, односно потфатот со канџата, по кој нашироко биле препознаени. Во семејството имало уште еден брат кој не е составен дел од играниот филм, односно Крис Вон Ерих, кој 2 години пред смртта на Кери си пука во главата со пиштол, починува и ќерката на Девид на едногодишна возраст, но отстранете ликот на Крис комплетно од сценариото, што е одлука на Дуркин, затоа што репетитивна станува трагедијата на наративно рамниште и свесно решил да ги изостави овие умирања, не само поради воспоставување на некаков баланс во животот на траумите кои ги преживува Кевин, туку да се остави простор за дополнителна разработка на постоечките ликови во сценариото. Крис имал помал раст од останатите браќа, па тие замерки во споредба со нив од страна на таткото се препишани на Майк во филмот. Ако треба да се впрегне некаква паралела со филмови со слична тематска одредница, тогаш треба да се напоменат Fighting with My Family од Стивен Мерчент од 2019 година, од Sundance со Флоренс Пју, Винс Вон, Дуейн The Rock Джонсон и Ник Фрост, кој фаќаше семејство на кетчери, и секако ненадминливиот реслер на Дарен Аронофски, во кој може да се направи паралела за очајниот стремеж да се постигне по шампионскиот ремен на одминати години од некогашната слава, како во случајот на ликовите кои глумат и Мики Рурк и Зек Ефрон. Додека пак Начо Либре со Джек Блек е комичниот антипод на боречките филмови, меѓутоа јас би направил паралела со судбината на момците и судбината на сестрите во The Virgin Suicides на Софија Копола. Унгарскиот директор на фотографија Матја Шердеи, снимателот на жената која сама си ги избриша солзите, чија камера ја следевте во логорите во Son of Show, кој знае кога треба да кадрира флуидно движење на борбата во рингот и надвор од него, но подеднакво е експресивен кога треба да се кадрира моментот на споделена интима помеѓу двајца браќа во неподвижен среден план во тоалет. Рингот е во преден план во кадрите, па затоа изворите на светлина се насочени кон него, но останатиот дел од аудиториумот знае да го придуши во мрак, затоа што тие даски живот им значат на изведувачите. Композитор на филмот е Ричард Рид Пери од бендот Arcade Fire, која работеше музиката и на The Nest, но и на трилерот Айлин, чиј скор флуктуира во зависност од наративната нишка, односно ја прати линијата во која се затекнати ликовите, од глорифицирачкиот синтвейв, громогласната оркестрација и употребата на дисторзирана гитара, до елегичната гудачка свита и дувачки инструменти во траорните мигови или во миговите кога не е толку лесно станувањето по животните удари. Со оглед на периодичното ситуирање на действието, Ричард знае да метне и арена рок и прогрок звуци во најавите на борбите, но и постпанк и синтвейв мелос за нивно проследување, како одлика на музиката од 80-тите, а звонците се аналогни на звончето кој треба да го означува почетокот на животната борба и надвор од рингот. Наменски се искористени за потребите на филмот препознатливата Don't Fear the Reaper на Blue Oyster Cult, но своето место во самото сценарио како композиција за најава на борачите се најде и култната Том Сойер од Rush. Монтажерот Метју Ханам, кој го напоменав кога ги рецензира во видеологија филмовите Посесори и Vox Lux, има задача да образува јасно течение во прераскажувањето на семејната сага на браќата борачи, при тоа ничија животна сторија да не биде запоставена, но и да не се загуби фокализацијата околу преживеаниот брат Кевин, задолжение кое го извршува во одредена мера со оглед на тоа што некаде го забрзува течението, а некаде дава повеќе простор за образување на меѓучовечките релации и место за на филмот помеѓу подемите и падовите, така што успешно е наоѓањето на ритамот во кој треба да се прераскаже оваа боречка трагедија со епски пропорции. Кога е во прашање филмографијата на режисерот Шон Дуркин, тогаш со сигурност можем да кажем дека до ден денес не успеал да ме разочара, затоа што има снимено 3 значајни долги филмови кои не се забораваат толку лесно штом се погледнат. Канаѓанецот израснат во Британија, дипломец од Њујорк, ја започна својата кариера со краткиот игран филм Дорис од 2006 година со Розмари Девид во главната улога, која завршува на бродче во крајбрежен град со травматично минато и уште по несигурна иднина. Неговиот нареден краток филм од 2010 година Мери Лес Син со Брейди Корбет од Funny Games
За девојката чиј дечко ветува дека ќе ја одведе до прекрасно место, но патешествието се покажува дека е траорно за нив, беше селектиран на Санденс и беше награден на Канскиот филмски фестивал, со кој го доби вниманието на светската филмска сцена, која го оправда со неговото одлично долгометражно деби Марта Марси Меј Марлин од 2011 година со Елизабет Олсон, која глуми лик на кој многу тешко му оди процесот на реинтеграција во општеството и се обиде да се репрограмира од како ќе го напушти злоупотребувачкиот култ, но траумите ќе останат со неа. Филм кој е награден во Кан, Гент, на Санденс доби награда за режија со номинации за Independent Spirit и наградите Готам. Од 2013 година режираше епизоди за британската серија Саутклиф, а 2020 година го режираше неговиот втор долг The Nest со Джад Лоу во главната улога, кој глуми лик кој американското семејство го носи во Британија, при тоа загрозувајќи го семејниот спокој при неможноста за интегрирање. Филм фален од нас критичарите, но не ја најде својата публика. Говорев за неговиот режисерски потфат во мојата емисија TV103, која ја анализирав ТВ серијата Dead Ringers, која е реимагинација на култниот филм на Кроненберг, од која 3 епизоди има режирано Дуркен, каде Рейчел Вајс ја презеде двојната улога на сестрите гинеколози. Уште од Марси Меј Марлин, во своите филмови Дуркин ја разработува проблематиката на индивидуата визави колективот, во кој очајно сака да припаѓа, да биде дел од поголема заедница, меѓутоа без разлика дали е во прашање спортска екипа, фамилијарната заедница или религиозен култ, во кој се глуми симулакрум на истата, секојаш ќе постои доминантна сила која од индивидуата ќе бара да се конформира поради туѓ светоглед, како што е случајот и со новиот филм во кој таткото го има последниот збор за иднината на неговите деца, кои без разлика на стероидите во нивните надуени мускули нема да може да му се спротистават на неговата законодавна реч. Колку и да е кечарството шоу бизнис, екзибиционизам пар екселанс, сепак неговата основа допира до античките грчко-римски боречки вештини, но има една исилена, малтене патетична нота која се наслушнува додека сведочиме на самознададената пропаст која ја разорува фамилијата со судбоносното стапнување во рингот и неможноста да се излезе од него, но уведен сум дека ќе постои иницијална аверзија од тематскиот избор кој би ги оттргнал потенцијалните гледачи на овој биопик. Во светот на тестостероните, женските ликови се сведени на маргините. Филмот со 15 милионски буџет ја имаше премиерата во средиштето на збиднувањата во Далас, Тексас, и имаше голема американска турнеја, но не беше дел од фестивалите од највисок ранг, стратегија за која се задолжени A24, кои очигледно дека знаат како да пристапат за филмот, да си ја најде публиката, на која важен им е ликот и делото на фамилијата Кетчери, па затоа двојно поголема заработка од буџетот оствари на американско тло, пред да стане достапен на сите дигитални платформи широм светот во оваа година, но штета што не е во трка за некој од престижните награди оваа година, што секако дека не го деградира неговиот постоечки квалитет. Филм за успесите и неуспесите на едно боречко семејство, во кое аспирациите по титулата се плаќаат со живот. Филмот има и едно интимистичко рамниште за преку најстариот брат да може гледачот да ја обсервира борбата за симпатиите на родителот и носењето со неуспехот. Сепак сум убеден дека Шаван Трстена може да ги совлада овие подвижни стероиди во рингот. Ако морам да го евалуирам, тогаш The Iron Claw од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 305-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и поснатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!